Без винце денес. Да, по-скромно. Утре е Колку да 1 се мај, вратиме? не за друго. Утре треба да се пие. Се и- чуваме. Да, не можеме. Се чуваме. Утре влагаме јако со клизачи. На викендица таму у тревата со клизачи ќе влезе. Па добро, како се одработи плейофот, како се одработува, заслужено е. Реално. Еве, прв да давам рака. Дечки, овој плейоф прв пат Газим. посем на факултет волку активно го следев плейофот, па сега. Овозможено еве од Никле и поздрав и од Боте. И од тебе и поздрав и до Боте, да. Да, Деноноќно, тие од 4, неуморно. тие од 4 најинтересните што се уствари имав можност да ги гледам Утре во 1 живо. мај и ќе ги пропуштиме можда клинчинг најаки две утакмици Rockets Warriors и Lakers Timberwolves. Нема ништо пропуштање. Мислам, Тераме. ќе ги пропуштиме со видео на хитчек, да. али Да. нема да ги пропуштиме, да ги проследиме. Ја ќе видам, може и ќе ги пропуштам. Интересен податок, брат, од 2025-та 40.000 прегледи имаме на хитчек македонски. Македонски многу е, прегледи, малку е. 40.000 прегледи имаме Да, од 40.000. во 2025. Во 2025. Па не е малце, бе. Па не е ни многу. Не е многу, ама не е ни малце. Као, окей, НБА публиката, толкава е. Дечки, стајте бе флаери по сандачиња, Повлезови. повлезови едно Да друго. испринтаме Во вашиот флаери. влез, само стајте Да. си Може. флаери. Ќе кренеме така гледаност. Да, И така влез кој да не види не прашува за Јокич. да. Што направил? Не научи онака Зашо му го правиме скратија до нешто му украле 200 милиони, 300 милиони, викам кој му украле, викам. видео. Многу ми е јако. Многу добар айсбрейкер е у влез Да, тоа, пошто да, јас да. за small talk сум многу тапа. Ама кога ќе ти дое некој, ги видели вчера? Ги видели што му направи? како не? Почињаш. Добро, кога сме ги видели Јокич, според мене Го сасвим... видели Мари. Еве го тука, Јокара. Поздрав до братот од Гевгелија NBA Баз за маичките уште Да, еднаш фала. поздрав. Да. И двајца ти јаме. Да. Мареј, брат, прв пат не знам од кога ја да го видам вака. Од ланскиот плейоф против Лейкерс, ја ќе ти кажам. PTSD. Стварно. Ама на крај се сведува на шотмейкингот. Колку може да даде, пошто акциите се тие, брат. Тоа е хендофот со Јокич, Да, све е исто. искачање од блокови, Све се е е исто. исто. Поагресивен беше. Мора да призна, агресивен. Може да кажеш дека бил побрз, оноа малце баунс имал или Па нешто. што, се одморил? Па можда неко Или ајси што хот ја на влече, мачка? па што ја влече таа хронична повреда, може сега му е подобро. Абе брат, ја како веќе ветеран во спортот, точно знам, Има денови? некој ден, стануваш онака, подскокнуваш. Лесен си. си. Баш кој кафе ако имаш пиено. Ако имаш и кафе пиено, да. Да, Рачуне сега Мареј и плюс нешто друго има пиено. сигурно. И Така да, свака час за Мареј 43 ама ти поена. кажував, од сите серии, овдека си игра далеку на оваа кошарка, без разлика што, пример, една од утакмиците само заврши, така, ептен. Оваа Разлика на Гордон. Клиперс зема многу. Збориш за тесна? За тесна, ептен да биде со последен шут едно друго, оваа Па на мислам Гордон дека само. се е 3-2-3 беа теснички онака. Со Гордон беше ептен, нели ген уинер, ама други имаше уште две што не беа баш Една ептено, една Клиперс тепаа многу, една Да. Денвер тепаа 10 на 15. Ама пример и оваа ако земеш, Оваа уствари ја тепаа Денвер 15. ако ја земеш и оваа од 20 разлика, се вратија пак Клиперс на 8 на крај. И беше интересно, викам, дај бе уште малце, ајде. Ама не може, колку што Јокич не може да седне на клупа, да. за Денвер, толку не може ни Зубац да седне Зубац. за Клиперс. Од сите? Да. И тука гледам уствари колку Јокич е добро спремен, брат. Затоа што Зубац се рва со него, има некакво отпор, има на некој егал се држи, ама Зубац му треба малку повеќе одмор него ли на Јокич. Сварно? Да, и се дешава по минута две повеќе да е надвор од терен Зубац, Јокич попара прави. Симонс го чува, Да. Симонс и уште еден, као на испомош,
ама тука Апла се создаваат отворени шутеви. Апл. Многу ми беше смешен, валјда прошлата беше тоа, не на последната, на предпоследната Јокич која флопаше таму, кој имаше многу јаки фаули, Да. изнудени у серија против Пауел и против Симонс, што се многу помали од него, на допир некој вака на хендчекинг од Пауел, се превртува Јокара, Име на паја. Апла му е испод час, не знам, со тие потези. Ама веќе е дојдено времето кај што by any means не се сери, све се користи за да се победи. Ја мислам дека све е оправдано веќе. Не знам. А го види Дурен као му вика на Брунсон вчера you flopping motherfucker. Да. Абе, ја прв си кажам, Ептен И он е мастер, ги лови мастер at work. тие и некад се дешава Апла утакмицата да е тапа ради ете такви заебанци. Ја пред ова мислев дека Клиперс ќе ја добијат серијата, сега не знам што да мислам. Да. У Лос Анџелес мислам дека ќе си ја добијат и ќе има 7. Ама дека Денвер ми изненади, пошто ти рачуне кога почна серијата, Клиперс влагаат жешки, Многу жешки бе они, да. а Денвер влагаат го отпуштивме тренерот, сваќаш не Да. И поготово после тој блоуаутот, стварно мислев дека овие 4-2 викам ова ќе биде лабаво, да. ама е Маре изненади. Мареј, Весбрук, вчера Везбрук втора четвртина, супер. тој шут Весбрук ќе го има секојаш за него и сега тоа ќе зависи колку може да даде од тие, пошто се помага, за Јокич се помага од корнерот од Весбрук, пример. Да. И да, на ова не знам колку имаше Па бај. некој 16 поена у прво полувреме. Да, ама интересна работа е со Клиперс. И они имаат сличен човек како Дан, кој што мора да е на терен и тоа што Добро, го прави и он си го нема, прави да, феноменално. да. Значи одбраната на Дан мене многу ми се свиѓа. И он нема некој шут. Супер, Па ама и Дерик Джонс Джуниор и тој и се исто. помагаат и од него. Исто и Дерик Джонс, за тоа се насмеав. Имаат играчи што во некоја улога што се имаат се топ, значи за одбрана и човек и тимска одбрана, напад едва не можеш да го држиш на терен. Не можеш да го играш. Од друга страна пак го имаш Харден, нели офанзивен. Да бе, да, па добро, ете и со Весбрук на другата страна се анулираат, ќе остаат, па и Браун, Кристијан Браун исто и он не е некој шутер. И Добро, само кој ќе видиш. ја тера добро серија, мене ми се свиѓа Браун како ја игра оваа серија. Што е поентата? Поентата е дека Ќе одлучи седмата. не бе, не, друго ми е муаветот. Дали ова беше у стил Мареј така пркна? Дали е една, дали дали ќе една? може да задржи Мареј? Да, дали, затоа што најголемиот дел, голем дел од кошевите беа доста тешки шутеви, и контестет шутеви беа. Значи, даде добри, имаше и отворени позиции. Па како играше сезоната и почеток на плейоф, ништо чудно и да е една утакмица онака ова. Па да се врати на старо. Само тоа ме Пошто тешки шутеви, комати знаеме, мене. примери Джейлен Грин испуца една утакмица со 38 поена, Да. другите испод 10 му беа. Да. Али добро, серијава. Али Мареј која игра вака, Денвер се Ама се Денвер, серијава се старите Денвер. 24,5 поена, брат. Па му се крена од Тука е овие, со Јокич, од овие тука, и ти 43 му тука се гледаш, крена просекот. И ти гледаш дека кога Јокич слаба некој партија има да поентерски. парира, кога некој има да му подпомогне, на Јокич гледаш дека оваа екипа е многу многу опасна. И уствари гледаш колку цело време Јокич ги влече нив. Да, бе, да. Пошто еве една ќе се деси да пркне некој и со слаба партија на Јокич они попара, брат. Слаба поентерска. Да. Портер Джуниор на прошлата одлично си изигра, и таа ја добија. Сега хаотично беше, ама ја добија, они избилдаа 20 поена водство. Да. Па се враќаа Клиперс едно друго. Ама кога ќе Почудно беше погоди како шут, стигнаа до водството, него тоа што се вратија Клиперс. Па
Клиперс апла у трета Климаво четвртина не може да некако. погодат ништо, брат. Не погодија ништо додека на овие се им влезе, ти викам. Портер даде, Кристијан Браун даде. Оваа екипа не е тројкашка екипа. Овие беа последни не. подадени тројки у сезоната. Значи ако нив им ако они почнат да даваат тројки, готово е. И тоа гледам ја пример Клиперс и Јокич почнуваат да го сакаат да го едноставно да го натераат да шутира. На тројка е онака тнок е контестот. Знаеш, не е апла пошто Јокич Добро, он имаше најдобра сезона за 3. феноменален шут за 3 имаше ова. Ама на помал волјум и се Ама пак викаат да не пуни нас унатре да, во рекет да, ќе го и после оставиме. тоа ние помагаме, па он Јокич додава не е некој пас што ќе едно шутне 10 тројки на утакмица. да. И да го остават, они мислам дека он нема да ги земе 10 тројки. Што е колку можат највеќе да му ги дадат тие. На пик ен ролот си иде испод, Да, бе, да. кај него. Мислам кај него, не е бол хендлер, он ама се сам да Он кажам. го води пик ен ролот, која многу често е он со топка. Маре му доаѓа на хендов. И обратно. Али сватив што кажуваш? Да. Дека го бранат него, дека му оставаат простор за 3. Кој сакав бе? Ми фалеше некој у Клиперс да видам. Норман Паул ми потврлува. Да, испод просекот од Ја бев кај сезонава. на Клиперс, тоа не ми Сезонава текнуваше. беше многу јак и сега е испод, да. 20 плюс беше, сега еве 15,5 поена. Ми мајнка, страшно ми мајнка Норман Пауел, шот мейкинг и некои глупи грешки што ги прави. Многу изгубени топки имаат Клиперс. Некои нерезонски изгубени топки во раци им ги даваат. Денвер завршува лесно. Имаат минути кај што ги гледаш кој си и што си како екипа и викаш, абе, овие ако не освојат, не знам, финална Да, конференција. страшно играат на моменти, да. И да речеме Денвер, која ќе се најде у некој во одбрана на пик ен рол, ако го притиснат пик ен рол, брз пас, Харден, Зубац и Зубац на катерот. Има увек еден што кат прави од корнер. Добро. Крис Дан ли е, Дерек Джонс ли е, значи Харден, баунс Па и пас, Симон стои Зубац. нешто на данкер спот повремено и него го играат таму. Значи тоа си го играат безпрекорно. И викам, овие ќе освојат изгледа. И имаш 3 минути онаа секвенца, кај што нерезонски шутеви, кај што им ги даваат у рака на Денвер. И тука идат две утакмици, а така идат Денвер на 20 плюс. Бен Симонс имаше некој абсурден таму промашај сега на последно сам таму Не е да му земе за у слона рекет. човекот. у рекет некој бунар имаше. Само да знаеш дека и он ми се свија како се бори дефанзивно. Па добро, големо тело и тоа е сега. Кога е он во игра, кога се брани Јокич, значи на пикот, он е доволно брз за да искочи да му направи хедж на Мареј, значи само истапува Да. еден чекор, ќе го подбутне и доволно е брз да се Помош да се врати врати. до Јокич за Да евентуално не биде ако сам, има да не пас го или остави. нешто, да. За да не мора друг да Пошто ротира. центар ако е, не може тоа да направи. Да, пример, Зубац ја нема таа брзина. И Клиперс вака као тим моментално со доста нови парчиња и ете Пеге си отиде, остана со Харден кој од лани игра на пример, не е многу долго у екипава. Дерек Джонс, Симонс, Дан, све се тоа нови играчи у екипава. Многу добро некако се снајдоа, хемијата у екипата ми е на завидно ниво со оглед на тоа колку време имаат проведено заедно. И еве приликава ќе искористам, нели поставив прашања да даваат теми и гледачите на вакво. Дечки Никле ги гледа прашањата, он Да. ви враќа, со него се карате, само да знаете дека ја не ги... Со никој не се караме, све е тоа Да.
љубов за кошарката. Да поздравам Андреевска, единствено женско, значи единствено девојче што не има поставено прашање и тоа 95% прашањата све се за Lakers in 5. Прашањево е доста, значи окей, хемијата на новиот Clippers тим vs хемијата на тимот на Championship Nuggets. Значи колку што нели почнав за хемијата и ме доведе до ова. Браво. Да. Поздрав до Андреевска. Ми се свиѓа и женската демографија што ја развиваме единствено тука девојче, затоа морав специјален поздрав да упатам. Да, види Андреевско, ходај ги другарките едно друго, нека почна да пратат. Да. Интересно прашање. За хемијата. Да, интересно прашање. Глеј, хемијата според мене се подобрува и се воспоставува прво и основно со тоа како ти е изграден тимот, односно секој играч кога си има точно одредена роља. Знаеме дека да, овие од Clippers го имаат. Харден е бол хендлерот, знаеме дека Кава е скорерот, Зубац е под кој што е фиксно и имаш играчи точно одредени за одбрана, бол стопери, Крис Дан го имаш, Дерек Џонс го имаш. Они им викаат ќе ви играме вас. Павел го имаш исто скорер шутер. Богдановиќ да не го забораваме. Боги. Ама секој од нив некако си има точно одредена роља, се знае кој колку ќе игра, што ќе игра и од тука веќе идеме само на окей, како да го направиме ова уште подобро да биде. И Харден ова го кажа дека вика многу е добро во екипаваш, секој си го знае местото, сите сме тука сите вика знаат што треба да направат на терен, сите сме за една цел демек дојдени и викам многу ми е забавно и вика јако одиграм оваа екипа. Јас оваа сезона толку немавме подкасти, ама нели сум ти зборел, многу ми се свиѓа Харден како ја под наводници како ја води оваа екипа, како е он floor general што се вика. Као ете го стар, едно друго не е веќе тој, ама Тоа е. Тука гледаш уствари дека има бекстеп у скоринг земено малку, ама тоа е. Му го плеймейкингот едноставно креирање на ниво, за екипата лудило. Ја ти кажав, пример Кава има феноменално игра. Значи свака част за човекот. Кава е AI машина. Ама ја ти кажав, викам ако треба да изберам кој од овие да нема и ја да мора да се справувам, екипата да е тераме со еден играч, Харден го бирам. Значи да ми остане Харден у екипата. Да, па добро, нема да има кој да го организира напред. Да, ги држи сите нема туш еден вистински плей у екипата. Се крпат со Боги, со Павел, со Мал, ама тоа ја води топката, не е он плеймейкер, него ја тапка топката. Да. И да направиме паралела, така беше и во Денвер. Да, нормално дека све почнува од Јокич, ама го имаш Мареј, ги имаш тие ролплеери што после они ги дадоа сите. Ги дадоа. Кај нив хемијата моментално малце е пореметена со тренеров и го гледаме Јокич која губат на моменти, исклучува таму на тајмаути, ги реди сите, им се дере и на тренер и на соиграчи, се откажува на моменти. Не знам како да го сватам, дали Јокич си вика јас сега треба да преземам повеќе, па од тука доаѓа и тоа да свика, од тука доаѓа да ја земе таблата да црта, пошто на 2-3 утакмици зема табличката, он црташ. И вика измени кој да влезе од терен. Тоа беше многу јако. Од терен. Тоа беше многу јако. Не ти. Го ставивме тоа у видео, не го ставивме? Не. Дечки, не знам дали имате приметено, на секунда до крај на четвртина нешто беше и се знаеше дека Клиперс ке фрлат лоб за само тап да се направи, да се допре на кош. И Јокич се дере да се направи измена да влезе Диандре Џордан за да го спречи тоа. Да, рим протектор да биде. Лудило. Не им текнуе на 15 души таму асистенти што стојат, он мора да им викне од терен. Хаос. Moving on to? Не, у секој случај само сакав да поентирам најболја серија, убедливо најболја серија во плейофот, без разлика што резултатот не секогаш е тесен, ама играта, квалитетот на играта, е врхунска. Имаме две серии многу физички, со многу тепање, Warriors и Rockets, и Pistons и Knicks. Lakers Минесота исто доста физичка е, али еве оваа што викаш.
Истаа поесо квалитетна Ја мислам кошарка. дека ете Клиперс ќе ја земат шестата и ќе се решава у седма, ти ги имаш Денвер у 7, ја ги имам Клиперс у 6, што веќе отиде, Така ли ама ги имавме? се држам, да, Да. така мислам, да. Ајде ќе ти одстапам сега нешто многу почнав да зборам, ќе ти одстапам за Па наредната серија. 95% ти, како што реков месец за Лейкерс прашањата. Ајде, превземи. Вика кај Никле шо го нема се плаши или вика да излезе у јавност. Да. Лейкерс им 5 печени ребра нешто Ентони Едвардс таму. И со право мислам. Не очекував тотално вака ме изненадија што се вика ме фатија неспремен Минесота и мене и Лейкерс и JJ Редик и сите со ред. JJ Редик задњата утакмица цело полувреме играње само со 5 души мајсторе. И тоа има едно прашање, вика толку ли не најде JJ Редик еден играч да смени некој да одмори у второ полувреме па да не се дешаваат такви глупи грешки, што ја ти кажував и мислам дека требаше да најде некој играч. На утакмицата Вандербилт не знам игра 6 минути, Винсент игра 13 минути, Далтон Кнект не влага, не само на таа, него ако онака има 5 минути тотал играчко време у цела серија, а според мене им е најквалитетниот шутер у екипата и кога Остин Ривс го имаш цело второ полувреме не може отворен шут да погоди, а градбата им е таа, двајцата, што дури чак мислам дека и Далтон е физички поспремен од Остин Ривс, мораш малце да пробаш тука да направиш, не може ти 24 минути тоа второ полувреме, Леброн на 40 години да го оставаш, Лука да го оставаш, у какво стање и он со физикусот знаеме, мораше тука да се најде некој да влезе и ја мислам Далтон дека треба да добие повеќе играње серијава. Сега е 3-1, може да е малце касно, ама ете тоа е. Може само ја да... Да, сега може ти да кажеш. Не, ја мислам дека го сваќам. Има елемент што го разбирам JJ. Ова беше за него do or die. Као да се биде или не утакмица. Пошто 2-2 и 3-1 е друга серија, отиде на серијата. Да. Ова го прават екипи и тренери длабоко во плейофот, ќе се дое конференциско финале, мора да се добие оваа утакмица по секоја цена и ги играат тие. Джексон Хейс излезе од игра од старт, уште у прво полувреме не можеше да излага, да чува, влезе и у фаул трабл и се откажа од него скрос, уште мислам дека и у втора на почеток. Да. Ама Винсент брат е искусен играч, солидно играше до сега, да оседнеш ти после 13 минути у прво полувреме да не остаеш уопште цело второ, не знам. Конли пример играше и у второ полувреме беше на терен. Тебе брат, ама правиме муавет за полувреме дека играле. Не дека цело 24 минути дека играле. 24 минути, ма цело второ полувреме, да. Решавачка утакмица. Да, ама кога гледаш дека Фини Смит не може да погоди тројка, Ривс која ја крши таблата, мора да пробаш нешто. Ама Ривс па на крајот Па повлече. добро сега, повлече, даде една тројка. Нели беа две беа? Беа две, али 2 од 8 беа. Ако не беа 3. Не беа 3. Ја го не е ете да кажеш, најправилен потек можда, што знам како да кажам. Ама сваќам, знам кој му е... Да ги видам за Лейкерс. Како размислува, сваќам како размислува. Го критикуваат зашто у прва рунда ги горел. Не му е битно дали е прва рунда или финале. Ако не ја тепаме оваа, искачаме. Да, секоја му е битно на него, апсолутно. И сега тоа, од тој аспект, разбирам. Шутингот, Ривс не е, како се вика, на место на Далтон само ради шутинг. Не, добро. Болхендлер, креатор и може да си ја чува позицијата што Далтон Кнект не знам тука дали не може слагам. да си ја чува тука позицијата. Не се слагам со Остин Ривс дека може да ја чува позицијата, не може да го чува ни Едвардс, ни Макдениелс, проаѓа поред него двајцата. Ама Далтон, не брат, Далтон Едвардс проаѓаше преку сите. Значи он Да. оваа серија не може да го задржи никој. Апсолутно. И игра паметно. И нема ни да го задржи. Тоа да. ми се свиѓа што напаѓа на кош. И има некои потези као
наскок, една нога наскок ќе Има дојде нови потези. ќе дојде на коши, може да ја стави убаво. Исто Има нови Макдениелс. потези. Макдениелс со тие положувањата, еден, Макдениелс втор дугачок. дроби има и доаѓа на 20 кош. у просек серијава Да. на супер high efficiency. Муабетот ми не може да ги задржи, ама ако го имаш кнек на свич, мислам дека секој напад ќе биде кош. Ја тоа мислам. Далтон Да. нема да биде полошо у одбрана Далтон од Ривс. Не може да биде полошо. Ти нели ме праша како беше? Па да, кај мене Ама не, Лука одмори го бе 5 минути, стај го Далтон. Леброн одмори го после тоа 5 минути, стај го Далтон, разбираш? Леброн имаше 0 поени у четврта четвртина. У одбрана беше коска, го фалев у видеото. Ема тоа ти Коска беше одбрана, целата одбрана беше Леброн у четврта четвртина. Буквално целата одбрана Леброн и Фини Смит помагаше, ама Леброн беше феноменален одбрана. Ама и Лука на пример прво полувреме гази. Како иде утакмицата и неговиот продакшн се намалува. И све е тоа до стамина, брат, до издржливост, до спремност. Не може на друго да е. Зашо ти да ги дробиш у прво полувреме, а не можеш у второ да доеш до кош? Назрид што не е периметар одбранбен играч, го фати Лука у задње 5 минути, не помина. Кош не да е. Добро, не беше до толку, ама. Абе беше, како не беше. Рендал, ете, не го спомнав. Еј, што е Свака право, час, што е право. Свака час, оваа серија, како ја игра. Како ја игра. Како го кажав дека му се намалува ефикасност у плейоф, него Sky Rocket му се деси. Абе, гризнам од гз, како иде серијава понатака, се поише се нервирам. Нели цело време ја као контрирам, да не биде ова, да не биде ова, да не биде и на крај, 4-2 и јас си кажам. Зашто викам се испичи, кажи. Ти Саша да си кажеш за Минесота? Не те сака. тераше нешто? Не ме тераше, ама барам начини, гледам дека има начини како може да парираат. Ни на крај паме дека вака ќе излезе. Што се случи со Лейкерс, што се случи? Дај некое поконкретно, ајде. Кои двајца играчи би биле идеални за Лейкерс ако Леброн оди у пензија? Нанев и Митревски. Дали Лейкерс има шанси? Еве, според тебе, ја ќе кажам има шанси. Лейкерс у 7, е новото Лейкерс ин 5. Не, оваа Лос Анџелес, ја мислам дека ќе ја земат следнава. По секоја цена мора да се земе, пошто ќе биде ептен посрамотување ако не ја земат. Ќе биде ептен другата страна на палачинката ако не ја земат. Као лепчето со еврокрем кој ќе го намачкаш и кој ќе ти Паѓа падне секат на на мачканата еврокрема, страна. Абе, Голема кражба од судиите, четврта утакмица, тоа збореа за сопката на Макдениелс на Лука на крај. И како не е толку случајно? Не знам за дали е случајна. Па некој Тоа извади на беше Твитер фаул дека и имаше две исти ситуации у утакмицата. Две сопки од Макдениелс на Лука имаше на истата утакмица во прво полувреме и на крај на утакмица и двете не беа свирнати. Што дека намерно му ја подметнува ногата? Па некој така пробува да инсинуираат. Али ако сме кај промашени свирки од судиите, има еден куп. И сега се десило кај Лука на таа ситуација, Финч излезе дека у прва утакмица, у Game 1, 20 минути немале Лейкерс фаул, ни еден. И сега у плейоф утакмица, 20 минути немале досудено судиите ни еден фаул у корис на Минесота. И сега не можеш да се бориш тоа против тоа, така да за судиите тапа се, тоа е моето мислење генерално, ама дали ги оштетиле Лейкерс, нема да кажам дека ги оштетиле. Шанси секако имаат, мислам дека one game at a time. Тоа е како ги зденавте серииве Лейкерс in 5. Освен Лейкерс, мислам дека другите on point. Чекај ќе видиме. Рокетс, како ја кажав на Рокетс? Затоа ти викам серија по серија ќе идеме, ќе правиме сега, ќе се испогубиме тука. Кој е патот? Патот до победа кој е? Патот и до не ми победа давај е... да им фати шутот, да не им фати шутот.
Не, одбраната беше супер, да продолжи вака одбраната како на прошлата утакмица и да биде JJ Redick храбар у одлуките да го пушти Далтон Кнект, зашто мислам дека ќе запали. Ќе му фати шутот, мислам. Не, на него не може да му фати шутот. Него му е шутот автоматик. Него му оне 45% и тоа е. Кога ќе фрлена е тројката влага. Овој го слушав, многу критикуваше Лука за одбрана Зек Лоу. Вика демек, знаеме дека Лука може ако сака да запне да изигра одбрана. Вика го видовме у Далас против, кажуеше Лани, вика ќе нема 3 утакмици и како наеднаш вика еве го на четвртата игра добра одбрана и го критикуваше за сеа оваа серија дека го нема нигде 4 утакмици у одбрана, дека го нема нигде. Крева раце цело време. Тежок му и мечапот. Ја мислам дека тоа нека ти се гаѓа испоред мечап, брат. Ама шо мечапот он секад играчки му чушнеш два пати еве го одлично одбрана. Секад иде кај најлошиот одбрана. Ако фатиш еден defensive possession одбери на Лейкерс по случајност, Лука е или на Ама оваа серија, цела серија го ловат. Да. Го ловат Лука. Да. И тоа Лейкерс прават и при switching. Прават. Значи, сега како да го објаснам ова, па кога ќе тргне на Лука, иде некој друг. На брзина се менја друг играч. Ако види Леброн дека на Лука човекот иде да прави директно блок, он иде на тој човек, се менјаат, да. Ама, Лука да остане доле меѓу овакви. Да, ама се Минесота покажаа дека се, па како да кажам, mature, зрели, покажаа зрелост, со тоа што не се форсира, него ќе почекаме уште малце, уште еднаш кога ќе го извртиме. Да. Значи сакаме да дое со Лука. Али кога ќе дое Лука, па прават помош, оставаат шутер, помагаат шутер, ама помагаат на периметар. Добра шутерска екипа и еве сега за сега тоа е резултатот. Дали Ентони Едвардс е подобар од Шеј кога ќе започне плейофот? Па сега овој плейоф го игра супер. Шеј не ни мораше ништо да игра. Шеј малце слаб почет, мислам не слаб, поспор почеток. Шутерски има, слаб, ама што викаш не мора они да имаат. Не мора. Што знам. Сега веќе доаѓам и до вкусови за тоа и ја не сакам да ги рангирам. Ама за мој вкус, за гледање секако е Едвардс, ама има многу што да се каже за тој скил, тој абилити на Шеј да дое до кај што сака уствари. Да. И до крај, до кош, и да го фаулираат, без разлика што сите го критикуваме тоа, ама на крај поени се поени. Брансон ги добива така, Шеј ги добива така, и тоа е скил. Харден ги добиваше така. Да. На времето. Добро, и Едвардс еве у плейофов, кога ќе сака да стигне, стига. Кај сака. Да. Не форсира, позрел е, од лани е позрел. Супер. Со тоа што не ми се веруваше, пошто сезонава многу шутнати тројки и сега кога не ги гледаш Минесота цело време многу утакмици, не можеш да процениш, одиш по овие бројки, аве шутира по 10 тројки, шо прави сетелинг, прави се зауставува цело време за тројка, ама сега гледам дека баш да едам тројки има 37 тројки шутнато на 4 утакмици. Помалце од 10. Да. По утакмица. Да. 9 по 4, 36, тука негде. Дали JJ треба да се врати на старото работно место? Како? Не, одлично ги води. Значи, одлично ги води, не може сега ние да кажеме од една утакмица. Да, апсолутно. И пак ќе кажам, тоа е се укуси и филозофии. И Тибодо го прави истото, Тибодо е 20 години тренер. Да. Значи, горење на играчите. Сполстра во финале на конференции стално играше по 6 души. Значи цела утакмица игра со 6,5. Еден ќе влезе по минутка време. И ние у Вардар шампионската све со 6 игравме, ја бев шестиот. Играв 14 минути. 14 минути и толку. Другите 5 горење. Да. Иначе многу мина ни го пофалија мезето со виното, што оставив на стори. Ставив стори од мезето кога гледавме утакмица. Еме зајбај на од клупа го стави? Да бе, да. И вика, најдобро мезе за бело вино, совршено мезе за со вино, рецепт за печурките. Кажи им кој е рецепт за печурките. Дечки, рецептот е
Тоа е, баба ми го има кажано. И ми има кажано дека која ќе се собереме вака за кошарка од Скопски мерак да си нарачам и кликни јади да дојде. Да. Да. Еве и повик до кликни јади да ја поддржат оваа Да. емисија. Иницијатива. Да има така мезе и за емисиите. Да се собравме од фирма Да. да ја проследиме утакмицата. Кои екипи се најблизу до распад на лето? Ова ќе оставиме за на крај на емисијата. Ајде, Еве може, сега Јани се Прво серије, осте, да. Ама памти. на запад Rockets Warriors ни остана. Да, Rockets Warriors, тоа што се плашев, иако ги избрав ја Rockets, се плашев за нападот и тоа ми беше единствена сумња онака. Се испостави, дека е легит. имаат катастрофални секвенции кај што некои играчи не знаат што да и прават на топката. По 7 минути без даден кошта онака од поле. Да. И Golden State апсолутно се задоволни со тоа што ќе го напунат рекетот и не гледаат надвор кој и што е. Ако не е Ван Влит, Добро, да, он дае 8 тројки на последната, ама пак ете ги ама добија. само он има некакво внимание, привлекува. Да. И во ваква една ситуација и ти што викаш дај стај некој шутер онака. Тој Рид Шепард не има ни у плейоф ротација уопште, а е и руки плюс. Али као не знам, стај шутер некој. Сите нели го фалиме Амен Томпсон, феноменален дефендер. Ама тоа е Амен Томпсон нема никаков шут. никаков. Значи go to move сега да ја земе, да ја тапне до полудистанца, да нема, дојде нема ни мидренч, мидренч. нема Можда ништо. од флоутер дистанца кога ќе дојде веќе тука може нешто Све се или да такви, направи. или на кош па да ја закуца па да ја заврши. Иначе другото, Golden State се повлекуваат, овие ќе тапнат до кај што можат и све се некој оквард као полуфрлјотки, Да бе, да, фрлјотки баш. полуфлоутери, полу не знам што. Никој нема онака нити изграден шут, нити само доерба да земе 1-2 и да се крене и да ја фрли. Да. Хаос. До волку не очекував, пошто ти кога ќе видиш голем дел од утакмиците, сега не знам за сите, ама голем дел од утакмиците завршуваат low scoring. Да, сите Одбраната, Хјустон си ја прави одбраната и те како. Тоа и Удока го кажуваше, као од одбраната сум задоволен, ама еве, немаме Апла немаат. И што сега в другата кажам? све се, не знам дали има онака преку 110, мислам дека и нема некоја екипа постигнато на цела серија онака. Могуче. Абе, мене каква статистика ми излезе. Нели ја ти викав, кари играч екипа, не знам што, па ме критикуваа некој коментар, не се согласуваа Добре, дека... да. Ама не е дека он влече се, тоа ми беше муаветот, ама како и да е. Искача статистика у серијава. Кари е прв скорер, Да, тоа го. ова видов. беше пред оваа последнава што беше. Че мислам дека Значи, еве го. Кари е прв, вториот е Хјустон, трет е Хјустон. Ти, браво, Никле, браво, спремен си. Ова е значи пред четвртата утакмица. Да, првите 3 утакмици. Да, за изиграни. првите 3 Кари ја води серијата со 87 поени. Втор Шенгун, трет Джелен Грин, четврт Брукс, пети Ван Влит, шести Томпсон, Амен Томпсон, седми Тари Исон, осми Джабари Смит Джуниор, значи има па тек деветиот е Джими Джими Батлер, ама Батлер. не играше он на таа едната. да, на една не играш. Сега, ако видиш, веројатно е Джими Батлер качен Сигурно. погоре, ама пак Ама се ти пример со ваков, двајца од 8. да. Пак се двајца од 8. И Што пак друг, не можеш друг да некој не е тепаш. качен од Значи, од рачинај Warriors. и на Хјустон тие, од вториот до седмиот, колку е тоа low scoring, колку мал се Да, поени се, и која тие не се можат малце. овие да ги надиграат, Да. аутскор да им направат. Поджемски експлодираше на последната за Warriors. Точно. Батлер свака час, значи ја сакам таа енергија да ја имам на плейоф Джими, човече. Апсолутно. Значи со таква повреда, таков пад, да се вратиш само една утакмица не игра и се враќа и гине таму, дава 20 и кусур поена на сила ги Ја дава. видели бе контрата, Хјустон искочи у контра, а Батлер бркаше. Добро. И тоа е фул спринт за да спречиш кош.
Батлер куцка на тркот. Не може да истрча кога му фул мала спринт. секира на Брукс или Па дали друга? беше на Брукс, дали не знам на кој брат. Ама 100% ти кажам, иде у фул спринт, Да, ама да. тој фул спринт не е фул. личеше лошо. Куцка вака. Леле, викам, значи човеков не може. Да бе, да, со болки Не па. може игра. Па на тој цела фаулот на утакмица Брукс на тројка, што само го допре онака, Да. он се држеше за кичма, Да. го здоболе онака што само не доскокнал кој што планирал да доскокне. Пошто се свитка. Да, бе, беше, мал се направи свитка, у- да. Да. Свака час за Батлер. И реално, пример, ние кажуваме за сериите, овој може, овој не може, за Хјустон искрено сега не гледам пат како би добиле, затоа што баш треба да се испука поентерски, а треба они у три утакмици, у наредни три да Да, испукат. нема И нема пат назад немаат они до Меѓутоа, или ова да го збориме посем, Шо? па за Хјустон како екипа, За следна година? да, Сега беше. Они нема да се распаднат секако. не, никако Пошто него. прашањето од последното ми беше за екипи што би се распаднали. Аха. Одлично искуство и одличен скаутинг ќе биде ова за Хјустон, што ни треба. Да. Значи гледаме дека одбраната ја имаме. Така, ама да видиме, еве ти ни треба поентер, ни треба мидрейндж, нели се збори Букер може да си оди, Дурант може да си оди, било кој од тие двајца се вклопуваат без ништо. Така, пали гаси, одма се уклопен у екипата. И Ван Влит да се даде за да се земе За некој Ван нив, Влит ќе тоа мора, може. ова Да. цело време исто го зборам, мора апгрейд да се направи на Ван Влит. Да. Најбитната позиција за мене е Букер ако го Point guard. свичнат со Ван Влит, шампионска ли е екипата? Букер ако го свич... Не, се уште не. Уште еден плей треба? Па не плей, ама уште едно парче ќе треба. Уште едно парче мислам дека ќе треба. Да. Ама иначе од сите тие, пошто имаат многу слични играчи они, Па тие Тари Исон, Кем Уитмор. Джабари Смит Джабари највеќе ми се Смит. уклопува и има шутче, Има шут он, има да, има корнер шут. тројка Има на шут. која може да се ослони. Иако е најне флеши, нели Томсон е апла банани, па ќе ја закуца, па Да. едно друго, Джабари Смит така е најнекако млак од сите овие, ама има reliable shoot, Да, добро. reliable shoot. Така има нешто кое што може да го остави на паркет. Да седи на паркет. Така да од тие ја би го чувал него и не знам со Амен Томсон што ќе се прави затоа што Топ е Амен Томсон. не, ама гледаш дека во Со серија Джейлен како што Грин е што ова, ќе се прави? полесно е за тоа, за него ќе има пазар. Ја мислам. Тако флип да се направи. Не викам дека за Амен Томсон нема да има пазар, него дали ќе го држиш и ќе го развиваш офанзивно или ја ќе си мислам- спремен како што Клипер со Крис Дан се спремни да седи на терен за одбрана. Дали Хјустон ќе бидат спремни? Ја мислам на Хјустон им треба глава за глава, на пример Джейлен Грин за Букер или Ван Влит за Букер, некоја таква, а они дека би ги држале сите играчи. Или пример еве Джейлен Грин една утакмица ќе експлодира, на другите три помалку од 10 поена. Да, Ептен е не конзистентен. Него апгрейд да му направат онака, па можда и Ван Влит со Торонто освои као плей. Он не беше скорер. Исто беше 3 поинт која треба, да му го Каков и да биде апгрейдот, он да не биде стартниот плей. Да, он е за шести Дали ќе играч. си иде, Супер дали ќе шести биде играч, шести, тоа. Да. Али се ете така парче до 2 од Ептен сериозна Да. екипа за финале Али- на Запад. Ептен ми се свијаат. Они за тоа и така похрабро сакав они да идат, за тоа и така ги кажав. Најував уствари, најувам за нив да. Али како и да е. Добро, ајде наредна. Енд вика дур не сме отишле да го спомнам, вика Енд сакам да играм против Дремонд Грин само затоа што збори највеќе од сите, вика, само затоа што Да, уво ме Треш подседи. токинг од Значи сите. не можам да го поднесам Грин. Не можам да го па поднесам. не знам дали некој може, брат. Ја долго време, ама не долго време и се прашува, викам, абе, веќе као мал која те нервира најдобриот од противничката екипа Мгм. едно друго. Викам, не знаме дали уште некој некого го нервира ти декно или и најувач да си. Мене не ме нервираше долго време никој. Да. Ама тоа што го прави у задниве 2-3 сезони,
Кај што Апла се Поготово понаша оваа као серија, човече. као скопски шериф тука, као Да, некој да. градска некоја си Да, баш така се понаша. и Иде, никој влага ништо не му у- може. У хадолот таму овие на Не, ама све втора трга, четвртина. све трга, зема му е учука една на пул. Да, Разбира. уште од тогаш требаше да Таа екипа ја растури таа уште сезона. од тогаш требаше да си иде од екипата онака. Цуе, тепа и суди, цуе нешто играч кој што се извлекува со највеќе е Дремонд Грин. Па какви ствари све прави онака, ќе видиш у една четвртина, се чудиш како уште е на Да. терен, онака како игра, Да. го остава цела утакмица да. Не ме да заеба и изгуби. човек што со една техничка колку е јак онака. А иде ќе се тепа, ќе прави друже, чекај малце, као Да, имаш техничка и да. овие па го штитат, као ајде да не го исклучиме. Да. Абе не ме Страшно. заебај. Ја никад не сум бил, сега знам дека е ентертејмент и тие ствари, ама никад не сум бил над звездата, не му досудуваме фаул. Абе Лука која може да го исклучат онака за таа ситуацијата Да, со фанот, да. па зашо да не може Дремонд да кој е Дремонд? Не, ама и општо зборам, не знам, на Кармело не му ја дуваме трета у полувреме или четврта у полувреме, као ајде да не ја растураме утакмицата. Као ако е фаул е, како се да не ја растураме утакмицата. Ако сум тренер, ја немам спиено 4 дена за таа утакмица, Да. немој да не ја Сме растурам. играле 80 утакмици Да. сезона да доеме до ова дереđe и се. Иначе уште една пофалба за Енд. Моментално во историјата на Timberwolves ги има топ 5 највисоките скоринг геймс у плейоф историјата на Timberwolves. Значи покрај таква величина као Гарнет, Енд е 44, 43, 43, 47, 40 у плейоф у историја. Тебе, На Гарнет. први 5 места. Гарнет obviously нема 40. Ти... Ја го мешам за тоа со Сакраменто, трипл-дабл ако немаше. 38 нешто, мислам. Манстер беше, ама изгледа немал 40. Ама не е битно исто како да имаше таа утакмица седмата со Сакраменто, дечки 2004 мислам дека. Ќе изработиме у оф-сезон. Аби изработена ние. Ја имаме у видеото за Минесота лани. Да. Да. Добро, може deep dive да ја направиме. Може. Ајде дали. Оклахома ги кажавме, ги протрчаа Мемфис, мада Джа го чу постгеймот таму после. Ги имал сватено, ги имал пробиено да не се повредил. Вика да не се повредев, таа ја тепавме и после наредната вика 100% вика ќе ги имам сватено. 2-2 и Абе, ќе види, идевме тесни во Оклахома со 2-2 вика. Тесни беа за волја. Сега он стварно е циркузант и он, ама тесни беа, ета да им се даде кредит. Ја реков дека 3 ќе бидат 20 разлика некогаш у прошлата или кога пред плейофот. Реков Оклахома, викам ќе си води 20 разлика Да. на 3 утакмици. Викам у било кој период од утакмицата ќе води 20. Првите две почнаа така, ама во Мемфис не беше така. Не беше. Ни последната без Морант беше тесна, 2-3 Абе разлика. третата ја мислам па нивна не, беше да уствари. нивна беше да не се повреди Да не нивна. се повредеше. Да. Апсолутно. 20 разлика воде. Апсолутно така што може да му држи вода изјавата. Али сега у Оклахома кога ќе се вратиш па више сега тоа дека Да, добро, баш да. ка Шеј не беше ни загреан. Да. Ама немаше да личи вака, ова беше чистка. Да. Скоти Пипен Джуниор на задните две експлодираше по 30 поена у такмица. Али кога дојде на пример winning time тука клачот, кога му писна, кога виде одбраната дека овој сега треба да го чуваме, Да. не мрдна. Да. Ај ти шо се смееше. Да видиме сега ти. Inside joke. Се селиме на истокот? Па ајде се селиме на истокот. Дали ќе почнеме со вчерашните контраверзии Па да, мора со тоа да се почне. нагуравања. Индијана 4-1 ги джентлмен свип на Милвоки, али потешко од очекуваното, например, без Лилард изигра мушки. За задњава само Милвоки, кажеш. задњава, кажам. Добро. Па добро, кога падна Лилард со Ахиловата, Да, ја мислев више лесно тоа ќе беше. отиде. Да, више тоа беше и се знае, и ако не беше у оваа, може ќе беше у наредната, ама пример Милвоки им доста мушки ја Не, изигра. оваа наредната, мораше оваа да биде у Индијана. Пошто ако ја добија Милвоки, па сега се игра у Милвоки. Па да, ама имаш ти утакмица од Гери Трент Джуниор кај што иде unconscious
33 поена, дали тоа ќе се повтори. И они на имаше 2 преку 30 на серијава. Нема лоша ама серија, не знам убава дали серија. не знам дали ќе се повтори тоа. И имаше инциденти на крајна утакмица на завршена утакмица. Татка му на Халибуртон уште една иритантна фаца. И син му е иритантен. Па не знам, мене Хали ми е културен дечко, што знам. Многу збори, брат. Да? Многу збори. Ама на терен. Абе ти нели гледаш дека цела серија на Лилард му прави нешто? Па добро, со Лилард си го Саатот, имаат уште маатот, ама уште од лани прехлани си го имаат. Со Саатот. И затоа ја мислам дека е изгласан најоверейтед играч. Имаше гласање од играчите. Да. И оноа како се па вика. можда такво мислење имаат и Затоа што е иритантен. И затоа сите викаат overrated. Он може не е overrated, ама те нервира не, па како апсолутно појава. не е overrated. Со ваква игра тейковер направи у второ полувреме и у овертајм. Тейковер и он со пенетрација. Да. Проаѓаше поред Јанис. 2-3 пати Јанис го издувува. Да. А овој татко му немам што да кажам, преска ти кажав дека ми личи на оној од Вевчани. Ние вечерва сме маскирани Василичари. Џон Халибуртон, драги гледачи, еве видете го дали не ви личи на маријачито од Вевчани. Блек Вевчани. Блек Вевчани скроз. Пред кооперација со пивото се нафлекал и дошол на утакмица, син му да го гледа. И заврши утакмицата, му мафта на Јанис со тоа ваквото. Да го дувне, има да го пеплоса. Катастрофа. Ја не знам како е овој толку нормален. Халибуртон. Пошто обично татковците почнува со Морант, со Да. овие. Да, Ти Морант и Джа Морант иста сорта се. Ти Морант е дупло поголем циклизант Халибуртон од у Джа. постгейм си кажува, вика, извинете за татко ми, не беше управо, вика скроз. Јас се извинувам. Треба да се извинуваш за татко. Да. Хаос. Ама кажав уште на пред оваа серија. Комплетно ростерот на Индијана, петорката и И тоа што зборевме, петорката на Милвоки, нели? да, супер се, ама петорката Ето, на Милвоки тежак дека се веќе стари и дека еве узадњава гледаш и ги избаци Риверс од петорка и Лопес го избаци. Лопес и треба да го избаци и трепензија. каснеше. Многу каснеш. На Лопес се уште на сите име асоциација, тоа ме нервира што се вика, асоциација име за одбрана. Да. Пошто пред 8 години беше солиден дефендер. All defensive беше задња пред 8 години. И да, он е одбрамен. Абе, не може човекот веќе да ги мрда нозете на свич, а особено на оваа екипа. Да. Оваа е најтрчачка екипа, не знам они Хјустон кои се повеќе. Најбрза екипа. Најбрза екипа, топката како лета, лево, десно. Халибуртон го лови него 2-3 пати. Го остава како мене што би ме остел на тројка, да. И оддамна се виде дека Лопес не може да игра. И имаше искочи статистика оној Кевин О'Конор на Твитер. Вика многу е вика боле и по офенсив рейтинг и по дефенсив рейтинг петорката кога игра Портис и уште еден го кажа, не ми текнува сега кој уместо AJ Green. Па можно е. Да, AJ Green и Портис. Па они старта, они двајца старта, место Кузма и место Лопес. И да има шутинг околу Јанис, ама вика чисто сумњам дека ќе препознае Док Риверс и на време ќе направи и он направи 8-2 утакмици, после тоа сваќаш. Али таков чок на крај, брат, од 7 разлика водат на 40 секунди. Лудило беше. Каква лудница, човече. Све што можеше низбрдо попреку да тргне на лошо за Милвоки, све тргна. Она Марфи скрос им дое. Трент од таква утакмица 4 тројки у овертајм даваш и после губиш 2 топки у раци. Како ти се лизга така топката, бе? Ненормално, дури као намерно личеше у пичку. Ама Сварно не знам. Ете да фитне и оваа утакмица у плейофот што е комплетно лудило. Све е лудило, комплетно лудило. Не знам, јас многу сум захвален што овој плейоф е ваков каков што е. Можда досадни серии беа Бостон и Орландо и Кливленд и Мајами. И OKC. И OKC задните две не беа. Ама тие
После таа четврта да никој не ни гледаше, Да. али имаше и на таа имаше некаков хајп, имаше околу таа. А овие на истоков двеве, Оке си ги тепа Мемфис 52, доаѓа Кливленд у Мајами 55 ги тепа. Да. Да. Чекај само за ова уште да довршиме. За Милвоки. Стварно е жално, бе, брат, се споја Јанис и Лилард и не изиграа еден плейоф заедно 3 години. Не, 2. 3? Не, Јанис се повредува Две. со Джру првата. Да, 2. Прво се повредува со Джру, па доаѓа овој 2 години со... Лани Јанис беше повреден против сега Индијана, Лилард, сега Лилард беше. Штета. И затоа ја не сакам така ревизионистички да се гледа се заеба, го дадоа и Джру и едно друго. Не, као у моментот кога се направи трейдот, да пробаат. беше Дека според кој ќе ги мене заустави, голем апгрейд. да. И дека сега- тоа што им фалеше у напад го адресира. Прочитав едно добро прашање, изгледа дали беше Бил Симонс, не знам кој беше од тие, респектабилните, што ги гледаш. Вика Да, од Кендрик Перкинс не ми поставува прашање. Зашто не се реплицираше успехот на Дреймонд Грин и Стеф Кари во Милвоки со Јанис и со Лилард како pick and roll дуо, што ги имаше Лилард е сличен играч на Кари, Јанис е 10 пати болја верзија од Дреймонд, што може секој лоп да го фати и може све, ама вика можда голем дел од ова што Јанис вика не кеше да прави по 40 блока на утакмица. Да. Мислам дека Зек Демек- го кажа. демек, Они вика никад него не играа тоа кое што го играа можеше да им ретко. биде Го играа Бреден Батер што можеше да биде. многу голем weapon, многу да, големо оружје. да. Што... Они го играа по 3-4 пати, 5 пати на утакмица. А буквално тоа е најголем мисмеч, иако Јокич и Мареј толку се успешни со pick and roll, зашо да не бидат Јанис и Лилард? Добро, еве, прво нешто што ми доаѓа у глава. Лилард не е таков Он без топка па не плеймейкер знае да се или движи. пас фрст или да, баш кај што не знае без топка, ама ако му направиш на него блок, генерално најголем фрли. дел од времето е за него тоа. М. Не е за останатите од екипата. И сега кога имаш Јанис кој што поен по посет процентуално Сигурно највеќе е дава, повеќе, да. Јанис не ќе ете да што викаш ти по 40 блока да прави. Не знам. Веќе е ова прашање на индивидуално секој играч како го замислува Да, и се осеќа и како како себе се замислува, што Јанис не го сметрам уопште за себичен или себе да се Ја става мислам пред. дека не е севичен. Ама и тука тоа, како што реков, би кажал дека за Лилард ако се направи блок, тоа е за него генерално. И толку не разигрува он. Тука е проблемот. Распад систем летаво за Милвоки? И па ај нели посем ќе кажеме. Па некај нив сме што Да, ако не си иде Јанис, Не очекувам други сите да си идат. рачуне, у многу тешка. Сега се во многу тешка позиција. Они сега немаат као Зашто? флексибилност со парите. Не со парите, нема што да му прават на Лилард сега, затоа што Лилард ќе пропушти цела сезона наредна Да, бе. со Ахилова. Епа Ова целата ствар ја прави треба Јанис да шипнат негде. они да сакаа ремонт да прават на екипата, ќе им беше доволно тешко да го дадат Лилард, па кај ќе го дават, што ќе го дават, И веќе Кузма. старе, 34 години, а сега и повреден. Сега нигде нема да оди Лилард, толку. Ќе си прави рекавери умелно. Едино нешто што може сега да направат е да се направи муавет со Јанис. У стил, дали сакаш да останеш, Да го седнат на маса вака. долгорочно, како Друже. ја и ти што си седиме сега. Правам муавет со него, е вака као со тебе сега. Дали би останал? Ако не останува, Пошто Јонке знае дека цела сезона наредна е у наредна тоа ем ќе биде ради Лилард, ама ем ќе биде и целосно да се реструктурира екипата полека. Ако не ќе, ајде да направиме трейд. Шопинг. No hard feelings, нели, нема да биде драма како со Лука и како со овие што беше. Да. Си го изигра неговото, Да, апсолутно. им донесе титула, од друга страна Милвоки пробаа колку што може да го апгрейднат тимот, носеа играчи, направија трейд, направија риски трейд. Да, бе, да. И со Кузма беше ризик.
Кузма не го рачунам тоа, не, тоа у пат позиција Беше беа ризик. нешто да се направи као. Па тоа нешто за. Овој мув ништо не им, за Лилард зборам. И no hard feelings од никого, едноставно се прави трейдот, тоа е тоа. Да, мислам дека они се баш главни фаворити да се распаднат. И треба. Јанис само ќе си потроши Да бе, да, управимот е 2-3 години сега. у ништо. Толку има уште 2-3 управимот, може да 3-4. Да. Баш е управимот се и Така да очекувајте овој постсезон многу видеа од нас за Абе, трейд брат, сценарија. Да, ама оваа зима, овој трейд дедлайн сега беше најлудиот у историјата. Да. И сега ја очекувам исто толку лудо лето, зашо нема зашо да не очекуваме исто толку лудо лето. Гледаме дека веќе ништо не се знае кој пие, кој плаќа, се шипаат супер Секој може стари секаде да на иде. сите страни, така да очекувам Букер, Дурант, Јанис, да идат све да се исподеси. Или нека се окупат Букер Дурант, Јани. Дурант уште еден супер дим да направи Да. у Шарлот Хорнец. Да. Тоа е друга тема веќе на разговор, јас зашто на Дурант екипите веќе долго време не се претенденти за титула. Еве еден тажен пост за нашата ера, да речеме, на кошарка и со звездите со кои Која пораснавме. наша ера уцудот на младоста со човече. Не, али звездите со кои пораснавме. Вика, Леброн е даун 3-1, Кейди го испушти плейофот, CP3 ќе пречи 30, Рас е washed. Ейди и Клей, Ентони Девис и Клей banished to Dallas, од стајани на немилост, Дейм Акилис, Моментално кариера. Кайри релевантна. ACL, Да. Джими, ете го Джими, окей, PG is podcasting, Да. Кари и Батлер се останати. Да. И Warriors со Не, само да знаеш, со Минесота, со Минесота, ако се паднат, спектакл ќе биде. Тоа 4-1. не кажувам што ќе биде, ја одма ти за кажам. Минесота ми кажеш 4-1. За Минесота? Да. Не, Е, не па се они слагам. победуваат екипа што нема напад, човече. А Минесота имаат одбрана слична како на Рокетс и имаат напад експлозивен. Добро, имаат супер одбрана и они. 4-1, ова сум толку сигурен како за Оклахома што реков по 20 разлика дека ќе биде. Чекај прво да ги пројдат Лейкерс, дечко, да не се пали многу. Да. А иначе, спектакуларна серија според мене ќе биде и Кливленд Индијана. Сега, втора рунда. Да. Индијана не се многу На послаби високи од октани Кливленд. ќе биде. Да. Не, кошарка многу интересна ќе биде. Тоа ќе биде Атрактивна. најлетечата кошарка у плейоф. Атрактивна кошарка, да. Они се број 1 и број 2 напад у лигата. Да. Или број 1 и број 3, нешто така. Али тоа ќе биде трчање, човеч. Да. И многу интересни Нека пазат мечапи таму има. кои суди ќе ги стават на тој мечап некој поспремни. Да. Добро, истокот ќе не Кливленд, Мајами ќе коментира. Па нема да ги коментираме, ете ги демолираат 4-0, Бостон една изгуби од Орландо, ама Бостон ете ти кажа Заокружено дека ми беше дека ќе изгуби, јако реков ја у 4, ама ја реков една дека ги бев изгуби спремен дека дома. кикс може да има. У Да. типичен Бостон стил. Да. И пак ќе ме сретне некој, еве ги овие И ништо. на Орландо, Па и викам, Орландо па пример, лањо Орландо се пример слична екипа с една година позади Хјустон. Ми се они некако. Хјустон на западов, ми Орландо на исток, ама они и уште една година плюс им треба за да дојдат до ова дереч. Мислиш дека они наредна година може да дојдат како Хјустон? Да, Барем на истокот ете нека е. да. Имаат све што им е потребно и на нив им фали уште една јака скоринг опција. И они прво полувреме на последнава се држат со Бостон, второ полувреме нема кој кош да даде. Скоринг опција, шутерска опција, тоа е. Да, да. Не да им треба. KCP многу лошо некако се снајде таму, непостоечи е у екипата. И им треба најбитната позиција у кошарката, Плеймейкер, плеймейкер да, и бе, на Кори Кори Џосеф. Џосеф. Тој пред 7 години не требаше веќе да игра у лигата. Тоа им треба, да. Floor General. Тој пред 7 години требаше пред 7 години да биде надвор од лигата. Дај кажи некој добар плей што Трей Јанг. Треј Јанг нема место Леле, под Трей небото Јанг у сега. Орландо, човече. Еде. Еме
плей добар, скорер, клач играч за да потегне Знае да ја у шутне. халфкорт. Да. Ќе го тоа сега што го немаат како спейсинг, Леле, он ќе колку го добар повлече фит ќе биде назад. Треј Јанг у овакво. добро ти беше ово. Да. Има вакви дузина сигурно играчи као Треј Јанг што може да им помогнат на Орландо, Плејада од играчи. ама овој со неговата ситуација у Атланта може и да се деси она. Да, мора Атланта да се растори во секој случај. Мислам да се растори. Со младиве да продолжат. Дайсон, овој Џонсон да си остане така, да почнат со нив. Џонсон повреден, ама и тој страшен играч. А беше. добро, ама ќе се врати за наредно. Да. Не е ACL, не е тетива. Добро, значи останува уште една серија да се разгледа. А таа е? Серијата која што највеќе ме фуплашен јас. Да бе, како ги оставивме за крај бе, дечко? Не знам. Никс Пистонс. Не знам. Како ги оставивме за Па не крај? ги оставивме за Ке крај. до сега уште тројца не гледаат само од гледачите Не, ама исклучиле шо? сите. Абе, што ќе гледаш? Што ќе гледаш? Гледаш дека Абе се... водиш 3-2, како не си хајпнат? Не сум, не. Таа е едина серија што ми личи Ова- вероvatno да ја свртат Пистонс. Брансон се повреди сега последнава. Како што ја кажав, мислам дека така ќе биде. 4-2, ама со страф. Ти кога ме праша, кога Да, бе, дававме, да. зашо си толку уплашен? Абе, многу сум уплашен. точно оваа И ситуација ја гледам, точно. Да, и кога ќе видиш, не на овој дел треба Кат да му направи да го преместиме понапред. Кат играше една лоша и после добри има неколку утакмици, али што ќе ти речев за едната у Детройт што ја добивте со судии, што еве ти си кажуваш и не си као мене налудничав фан, него си кажуваш дека е грешка на судии, дека Никс требаше да изгубат таа утакмица на Хардаве на фаулот што него до судија. Никс се извлекоа јако и на двете у Детройт и стварно онака требаше според однос на силите да води Детройт онака моментално. Абе, според однос на силите, првата утакмица, они водат Да, една направи серија голема. 8-9 разлика, водат во четврта и прекинуваат да играат. И да, Game 1, добиена утакмица. да. Нью Йорк немаше никакво темпо, никаква игра, И ништо отидоа немаше. на 20-0, И отидоа 21 20-0 нешто у рано. 3 минути и ја добија утакмицата. Значи Да. една. Втората беше ептен тесна. Втората е Ја 2, изгубија, добија Детройт. Беше 1-1. Првата доби Никс, втората Детройт си ја не знам доби. колку тесна беше. Бе. 1-1 Исто беше. беше така, не, добро, ама втората не ми текнува колку тесна, не беше баш тесна. Ајде збори, ја ќе ја видам колку била. Третата у Детройт, значи сега си игра прва утакмица у Детройт, е 2 Нью Йорк на крај, со контраверзно дали е вратена, дали не е вратена, па и ти се консултираше. 6 разлика, 194 е втората. Како бивши судија и ти имаше свое мислење. Дали е вратена, дали не е? Да. тоа у ФИБА е вратена, у НБА објаснија зашо не е вратена. Четвртата Направо. утакмица и да беа судиите и да не беа пак тесна. Значи пак треба да се Ја губи Нью Йорк, game. да. Не знам, брат. Просечна разлика овие 4 првата освен што е 11 што ја рече, што и таа беше со ранот, се 6 2 1 3. Кога ќе ги анулираш, едниве добиле, значи Детройт добиле со 9, овие добиле со 3. На нет негатив се моментално Никс. Они водат 3-2, а губат у поени цела серија. И како и нема да е ова случајот, пошто Канихем, брат, како го контролира темпото. Секоја чест, овој турнараund што го прави Детройт од една сезона е само на негова глава тоа. Браво. Значи, ти може да ми кажуваат луѓе, абе, го донесоа Бизли, го донесоа Не. овој, како се викаше? Сите тие Тобајас што ги Херис, несоа, он абе, ги разигрува за да Тоа се се ута. такви избацени играчи од екипи рандом. Рандом. Да. Значи Филаделфија го избрка Тобајас Харис. Да. И абе знаеш па добри се па и шутерчиња. Абе какви шутерчиња, значи на почеток на сезона зборевме колку рандом, најрандом екипа у лигата е ова. Да.
Како И нивни фанови ни пишуваат дека очекуваат 20 победи сезонава. Како ги уклопи Кейт, значи пошто он кога влезе у Целата лигата, заслуга е на него, да. мене ми беше страв за него, брат, делуваше споро, делуваше не знае да си изграде позиција, да дојде до шутот му беше многу слаб, многу лошо шутираше у првата сезона. Викам, бе, човеков бас да не биде. Све му е апгрейднато, Да не пропадне. Оваа сезона, особено, веќе таков скок има. Знае да си дојде до место, точно кај сака да се крене, има шутче. И големе, јаке, еве на Никсо, вие ги ташла као сака. Брансон ако му дојде на свич, значи нема шанси. И Макбрайт и само Джош Харт може да му остане. Да, Харт е апла него. снажен. Иначе, знае и да се загради со рамо, да подбутне и да финишира. Многу добар финиш има, брат, на кош која ќе отиде. Да. И со залет и у контри. Да. Секоја чест, секоја чест. Играч. Оваа екипа, не знам, нема будучност, пошто се рандом играчи, треба да се донесат играчи со кои ќе се имаат гради. за шо да градат, имаат на шо да градат. Они се Ама епизодни околу играчи, него да брат. дојдат. Не, добро те разбирам, ама Подолгорочни, да почнеме летово со уште еден all-star играч и они се топ екипа. Нека Тобиас Харис нека не остане, другиве Бизли, Хардавеј се шутерчиња што викаш, нека остана така, нека шутираат само. Има топ Интересна работа, напредок. ете го и близнакот Осар Томсон и он не знае што да ги прави на топката. Добро, Одбрана да, е иста супер, клапа се. коска е, Да. ама Иста екипа. како и да е, многу кнапе серијава. И си игра, Со тоа што Детройт се боле у напад од Хјустон, некако. па не знам колку би отишо. Па да, добро, да. Да. Барем на периметар. Вамо ај Хјустон го имаат Шенгун, овие па немаат некој таков калибарни играч, ама Тоа фали. Човек у рекет што На ќе има Детройт? потек, да. Што овој Дурен е апла скокач, само да снагатори. фати снагатор, да фати лоб, да. Дурен, овој другиов, како се викаше, Стюарт, све се Да. така се некако. Нема изграден потек. Ама серијава е рвање, што ја ти кажам, 80-ти, кошарка 80-ти, 90-ти. Да, двете серии, и Rockets и Warriors и Pistons и Knicks. Денеска ни у денешното видео ставивме, коментаторот вика, вика Майк Брин. кошарка, грдак ти личи, ама со самиот труд што го вложуваат, со колку е оноа интензитетот јак, све, тоа е прекрасното, вика Тоа е тука, убавото. иначе, да. Убавината е во прљавата игра и во, Да. и во тепачки. Да. Викаш се дека дома, усвари дома у Детройт иде Гости. серијата, бе. Гости. Абе нема шанси да земат Никс у гости таа сега. И па 3-3 е зема. 100%. Абе 100% е 3. Башка Брансон твикна зглоб. Харт малце се повреди. Добро, ја пак се надевам, викам, се надевам. Пистонс може и блоаут да е у 6. Се надевам, Детройт. не знам. Ке си игра 7 тамо, брат. А Њујорк, значи, да бе, ова сега да го кажам. Со имињата што ги има Њујорк, како се доведени у ситуација нападот да не изгледа на ништо, Да. тоа е чудо. Кептен Брансон ако Ова не име, Паѓа, ама не и ако не име, пола од причината е тоа, брат. Значи не може сега он игра ама ајде деца со топката, четворица го гледаат а што вака. праја тие четворица сега 3 минути не беше у игра Не на можеш крај така на да утакмица? Зашо? Па пошто ако го тргнеш Јокич од Денвер, тоа е последна екипа. Да. Ама така се гради екипата околу него. Да. И Њујорк стварно немаат бекап плей асален што може да е во Камерон Пейн игра. Не ме заебавај, брат. Они личеа у тој сегмент на некои 2 минути као муви без глави тотално. Микел Бриджес некој хиро шот зема. Ама поентата ми е, нема никакво движење. Индијана, тоа што збориме, лета топка, летаат играчи, офбол скринови се прават без топка. Во Њујорк нема ништо, се е еден на еден некако ама се. Рик Карлайл е гениален брат. Е па тоа викам, пола од кривицата според мене, пошто не знам точно нели совлекувално што се дешава, пола од кривицата паѓа на Брансон, пола од кривицата паѓа на Тибодо. И сега треба да видиме ако Апсолутно. дојде друг тренер, како ќе резултира тоа. Дали ќе ги
Пошто Од па клjuč. лани има некој флоу. Лани супер Ама- играа при крајот. Трча Ди Винчензо, движи Да. без топка. Овие Па добро, некако сега го сите нема стојат. Дивинченцо, ама го имаат Бриджис. Поквалитетна верзија би требало да е. Па би требало, ама еве искача дека не е така. Затоа тоа се Лани се small напиња. ball лајнапот им беше на нив супер. Сега со Кат мора него да го Ти играат и донесе немаат. играч што може да го стреча теренот, Да. кад и може да погоди, значи од Па и сегде. го прават тоа, ама еве некако не го користат. Ја баш мислам дека не го користат и пример што збориме за пик ен рол Лилард и Јанис, пик ен рол Брансон и Кат би бил убиствен. Нема таква работа, не се игра. Особено in the clutch, 1 на 1 е се, еве, и ти гледаше, Да бе, да. се 1 на 1 Изолација, Брансон. да, изолација. Тешки шутеви ги фрла, некој ги вади, па и ги дава, окей, ама Дава бе, не се најклач игра, не е играч. издржливо тоа. Најклач играч. Ако гледавме на хартија, ова требаше да биде 4-1 макс и да се заврши веќе серијата. Тачно управо си. На хартија е 4-1. Така да јас сум затоа и толку смирено, на вас ви падна смешно како слабо реагирав, а клач беше последнава. Ако не ја изгубат оваа да. серија, наредната е догледавме. 4-0. Немам што да се надевам. Да, со Бостон. Ки им дојде Бостон, ки ги почисти. Да. Исто само џабе нервози, ја тепале оваа серија, а не тепале. Ако играат исто, со ист стил на игра против Бостон, не им бега Да, бе, од 4-0. утакмица на утакмица ќе се смени. Па сега зашо да не, може да се смени, еве за Golden State се менја од утакмица до утакмица буквално. Што се менја? Па Кари го имаш на една утакмица 38-40, на друга 17, ама еве ги ови истапуваат. Па, со самото присуство на Кари се креираат могуćности за другите. Ја мислам дека филозофијата е се иста. играше и за Поджемски, се играше и за Батлер на последната. Добро. Нема везе. Ги прошетавме како се вика утакмиците, дај уште некоја тема, уште некоја прашање од драгите. Да ги Па тоа беа, не, исчествуваме. само за плейофот беа од драгите. Ако да, ако. Абе шо ако Лейкерс беа? Дали може Индијана да изненади? Еве сега со Кливленд. Што значи да изненади? Па да пројде За со Кливленд? поред Кливленд. Ја не мислам дека може да пројде. Може да ќе земе две утакмици, ама мене тоа ми е за нив. Ти знаеш дека ја оваа серија нема да знам што да како да ја кажам. Не е Ја ќе ја битно што ја кажам, испогрешив еден куп примери Кливленд- серија, ама немам Кливленд у шест. убедување, Ја немам Кливленд у 6 би ги кажам. не можам да се убедам во оваа серија. Пошто мене уште од лани симпатични ми се Индијана, ама Поише опции имаат Кливленд, подлабока екипа. не зборам како опции. Имаат мечапите Генерално добри. како им се. тим овие играат стварно другачија кошарка. Индијана, Индијана. да. Стварно не И наликува кликнати на се многу и екипи. хемијата на нив име на врвно ниво. Да. Да. Мене ми беше чудно, например, како Немхарт и Халибуртон заедно играат, ама супер играат заедно. Не бе зашто. И си ги знаат, и Немхарт знае кога он да потегне, знае кога да му ја дае на Халибуртон, не двајцата, не себичок. според мене се трга од тоа што кога ја нема топката едниот, сече, прави оноа кат на 45 степена, нели едниот ако е тука, едниот тука, сече унатре да повлече со него играч да се деси нешто. Да, не, нема Некој свич да се нема деси, било стагнација, што, нема ста- стоење, све е летач како И некој крос-корт пасови вака диагонално од една на друга страна летаат. Интересно е, хаотично, ама интересно е. Тиџе Меконел каква партија имаше синоќа 29. Меконел играч за титула, не ми изненадува ништо кај него. Не бе брат, стварно. Сегде е нет позитив у било која екипа уште у Филаделфија кој играш. Тивко нечујно, а толку експлозивно. Играч Баркли за вика, мотор вика има у гзот. Да. Врвен. Не може да играч. го фатат. Од која ми гледаат некој, ми гледа, не знам, мастер клас од Џордан како да играш кошарка, сваѓаш. Сега он ги има најдобрите физички преиспозиции, има најбољи играчи у свет и сега ќе гледам ја од Џордан како да играм кошарка. Еве ти го брат. Да, Мал, гледај од Тиџе Меконел како да играш undersized. кошарка. Поготово за наше поднебје, еве Да. на македонските играчи совет како да успеат во Гледајте кошарката. Снимки Гледајте од го Тиџе Меконел. Од TJ Меконел, И гледајте. најдете инсайт негов
да влезете Апсолутно. у тренинг шемата што работи TJ McConnell. Апсолутно. Пошто тоа е, не дека ќе пораснете поише од 2 метра. 1,85 ни е просекот. Тут кој просек бе? Не, на мене и на тебе ни е 1,57 просекот. Ајде, зборевме Го за влечам македонската многу надоле, кошарка, ја. да. Тоа се, брат, темите. Добро? Мене Мемфис ми е уште една екипа што може да се распадне летово. Не. Еј, не. Па некој од Морант, Джексон и Бейн? Не, брат. Збориме корот. Корот да се распадне. Ај баш да јадам тука некоја екипа. Па до која ќе ги чекаме? Од као рече Ja Morant I'm fine in the West, не пројдоа прва рунда. Тоа се 3-4 години веќе. Ја не сум верник, прво да си кажам, у Ja Morant. Како главен Па играч, затоа да ти ми викам. води екипа, он да биде Затоа главниот. ти викам дека може да се распадне екипата. И Мемфис као франшиза, као некој оунер таму што стои позади, зашто да го толерира све ова што Джа го прави со години, а не му донел резултат? Добро ве, Така. помирена оваа сезона. Леле, помирен бил. Со Па не, бомбите што ги Не го фрла. разбирам, не, тоа се глупости сега. Зашо направил вака да тиам? Не ме заебавај. Ги гледаш екипа по екипа? Па да, не знам Филаделфија. Не знам што ќе прават со Ембид. Тоа е Исто, најтужната Ембид екипа. како Ембид како прв играч веќе не може да ја влече екипата. Поготово после уште една операција. И сега што ќе правиме? Дали некој суперстар ќе се донесе боле од него? Ејте го, PG-13. ПГ со ништо не резултираше ова. На Као, Мамба кој е следниот магазин чекор имаше буквално пост, на вика Филаделфија? PG-13 2 недели у плейофот е надвор више ништо не направи на кошаркарски план, ама сликан со таа србинката на плажа, жена му, ама вика на приватен план вика е на врвно ниво, вика на Джордан левел е, вика и може и Джордан да му позавиди. Да. Е сега Далас што ќе прават? Далас се у Па и они незавидна се ситуација. убедени у екипата. Ама Не Кајри гледам нема дека да нешто игра брат многу. до До февруар. јануар, викаат. Па они викаат до јануар, Ама ќе биде февруар. Ја сам они дека ќе останат вака, како што се. нека им служи на чест. Не видоа, па мора да останат, пошто ако не останат ќе биде као што направивте за да ја растурите екипата као. Значи го дававте топ 3 играчот у лигата за да Да и уствари ја формирате ова, сега од оваа екипа мора да изгурате цела сезона, не може да се откажете од идејата. У реду. Али они мене и со Кајри и со цела здрава екипа, вака уопште не ми се ни финале запад екипа. Добро. Ништо, фала за прашањата, фала што не следите и што не потсетувате да снимаме. Да. Кога прва прилика кога можеме снимаме, буквално. Така да. Моја е овој пат што не снимавме порано, ќе гледаме. Не. Тама не. Ајде. Peace. Ајде.